19 декември, кога јас сосема случајно се најдов на тоа место пред во паркот во Ѓорче Петров, кога видов дека се расправаат двајца, знаете како, кога ќе видите дека се расправаат некои двајца луѓе, не се мешате. Сега, во секакви случаи може да се случуваат. Меѓутоа, не беше битно што зборуваат тие, него беше битен, мене ми беше битен плачот на детето. Јас тргнав да си одам, меѓутоа јас не можев да си отидам заради плачот на детето. Тоа дете, не така како тоа беше оставено само. Они се караат двајцата, а тоа дете седи на страна и само плаче. Јас со една мајка ја замолив, се вративме за да му помогнеме на тоа дете, меѓутоа во моментот кога ние го направивме чекор да се вратиме, првото нешто што го видов е како мажот, тогаш не им ги знаев имињата, сега ги знам, Стојанче ја удира Ивана. Ние влеговме, го прекинавме во тој момент, тој инцидент. Јас прво што направив, бидејќи детето почна да плаче по мајката, детето беше заштитнички настроено кон мајката, јас го земав девојчето, пошто никој не му обрнуваше внимание. Го земав девојчето и го смирував. Ако една информација таква, една таква пријава, каде што веќе бил присутен интервентен тим од Центар за социјална работа, затоа што кога болница ќе пријави одредена ситуација, интервентен тим се појавува во болницата, не се појавува било кој вработен, него интервентниот тим, односно дежурни служби кои што во тој момент интервенираат. И се јавува интервентна полиција, така во моментот, или па не мора да е интервентна, може да биде од полициската станица која што е на тоа подрачје, и интервентниот тим не дал извештај, нели, во тимот кој што го води предметот. Тука некоја, мислам тоа и го пишав, мислам дека денеска јавно, некоја штити. На толку пријавувања да нема отворено и имаме вклучено малолетно дете, постапувањата кога се работи за малолетно дете, мислам и согласно Истанбулската постапувањето кога се работи за насилство е итно постапување. Итно постапување значи сега и одма. Итно не е после 45 дена. Можеби тука, знаеш како, јас почнувам да се размислувам дали ние можеби одиме на едно друго ниво со обукиве, можеби треба да се вратиме малку назад и да објасниме дефиниции за некои термини. Ајде дечки да зборуваме што значи итно. Што значи итно? Дали итно значи ако постапите после 45 дена? Не.